Стомачните тегоби постепено стивнуваат, а здравствените власти сега го насочуваат вниманието кон можната појава на жолтица и други заразни заболувања. Иако епидемијата во Гостивар се намалува, надлежните предупредуваат дека состојбата се уште треба внимателно да се следи. Министерот за здравство Сашо Клековски ги повика матичните лекари и здравствените установи да бидат внимателни и навремено да ги препознаваат евентуалните нови случаи на хепатит А и Е, но и други инфекции кои може да се појават по вакви епидемии. Најави засилен надзор со конкретни упатства до Центарот за јавно здравје, здравствените установи и матичните лекари. Според него, клучно е раното препознавање на случаите за да може навремено да се реагира. Во меѓувреме, Министерството за здравство ќе направи анализа на целиот тек на епидемијата. Ќе се проверува начинот на пријавување на заразените, ќе се споредат податоците од системот Мој термин и ќе се утврдува дали институциите реагирале навреме или имало простор за порана реакција. Ние ќе ги земиме во обзир и од Мој термин, значи не само овие 800 и нешто пријави за заразни болести, ќе ги земиме во предвид сите дијагнози што се слични на гастроентероколит и ќе ги објавиме тие податоци дали има основа некој да реагира. Ако се покаже дека има основа да реагира, сите, вклучувајќи јас, ќе понесам одговорност, бидејќи поентата е да научиме нешто тоа што се случува, бидејќи во Гостивар ово се случува периодично и има една епидемија неразјасната од 2017 година, ќе ги објавиме податоците за тоа. Не е поентата само да кажеме кој е виновен, треба нешто да направиме тоа веќе да не се повторува. Опозицијската СДСМ и денес побара итни анализи низ целата држава и повика на одговорност за сите што евентуално го загрозиле здравјето на граѓаните. Признанијата на Клековски не им вредат на граѓаните. Време е кривично да одговара. Јасно е дека човек како Клековски, без знаење и без стручност, не може да се носи во ваква ситуација. Прво, ја доведоа до оваа точка. Потоа ги криеа податоците и ја префрлаа одговорноста за ситни политички поени. Сега ќе доведат до сериозни последици за здравјето на жителите на Гостивар. Водата во Гостивар останува под забрана за пиење. Кога ќе стигнат 3 последователни негативни тестови, граѓаните повторно ќе можат безбедно да ја користат. Во меѓувреме, водата може да се користи само за хигиенски други потреби кои не вклучуваат нејзино внесување во организмот. Изминатите 4 дена дневно биле направени од 80 до 125 први прегледи, а последните податоци покажуваат 106 нови случаи на заболени пациенти поврзани со епидемијата во Гостивар.